Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во нови 70 на минути во ова новогодишно издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио во Детроит. Јас сум Небојша Карапејовски и еве што ви подготвив за денес. Дарко Коцевски, секретар на општина Тетово, лага е дека сум потпишал решение за отстранување на крстот на попова шапка. Билјалка Сами вели дека со децении луѓето се научени да узурпираат јавни површини. Нема поддршка од полицијата во Тетово. Наместо по глава на жител, комуналните сметки во Тетово ќе бидат според тоа колку квадратни метри има домаќинството. Градоначалникот Билјалка Сами вели дека во 2024 година ќе реализираат повеќе капитални проекти. Во Тетово ќе почне да се гради филтер станица за отпадни води. Обвинителството почна истрага за двојното убиство во Челопек. Новогодишни пакетчиња за учениците и сите деца под 6 години во Тетовско Сарачино. Од срцето на старата битолска чаршија започна програмата Зимска приказна. Европската Унија стана заложник на големо бугарската шовинистичка агенда, отворено писмо на 80 македонски интелектуалци до светската јавност. А на самиот почеток, во името на црковниот одбор и свештенството на црквата Рождество на Пресвета Богородица во Детроит, ви ја честитам новата година со најновиот хит на Давид Темелков, Мојата Македонија. Таму рано сонце изгрева, таму сонце касно заоѓа, кај што се на среќа мириса, мириса на Македонија, кај што се на среќа мириса, мириса на Македонија. Таму шара небо искина, таму Вардар земја милува, денот таму со песна почнува, таму е мојата фамилија. Еј, што да кажам, малку е, срце в гради ке ми распукне, а штом тоше зајди, зајди запе, сите добро знаат кои сме. Еј, и да пејам малку е, срце вели дома врати се, има само еден лек за душава, тоа е мојта Македонија. Што ми ветуваш, таму секој на секој верува, таму збор е вреден како грош, еј, таму нема човек лош.
Таму зборе вреден како грош, таму нема човек лош. Таму љубов сказна пишува, со полни гради се вдишува, со солзи мајка не очекува. Таму песна болка лекува. Нешто да кажам малку срце вгради ке ми распукне, а штом тоше зајди запе, сите добро знаат кои сме. Срце вели дома врати се, има само еден лек за душава, тоа е мојта Македонија. Да можете, но не можете со мои очи да ја видите. Би знаеле колку сакам дома да се вратам. Секретарот на општина Тетово Дарко Коцески упати отворено писмо во кое потенцира дека ниту има донесено, ниту подпишано документ за отстранување на крстот на попова шапка. Како службеник нема такви овластувања, а потенцира дека споменатиот документ е подпишан од овластен градежен инспектор. Порача партиите да ги научат надлежностите на функцијата секретар на општината. Во отвореното писмо на Коцески се вели: се чувствувам должен да се обратам на јавноста и да реагирам по повод безобразните лаги и дезинформации кои овие денови недобронамерници преку пресконференции и портали свесно ги шират против мене, а се со цел да ме инволвираат во своите нечесни политички интриги со цел предизвикување на меѓуверски и меѓуполитички тензии. Сакам да потенцирам дека како секретар на општина немам ниту донесено, ниту подпишано било какво барање за отстранување на крстот во дворот на манастирот на Попова шапка. Воедно сакам да разјаснам дека јас како секретар на општината ниту имам овластувања, ниту ингеренции да донесам такви управни акти согласно законот за инспекцијски надзор, туку овластените градежни инспектори се самостојни во своето постапување. Загрижувачки е представници на Социјалдемократскиот сојуз кои се носители на високи јавни функции и кои согласно својот професионален ангажман биле директно вклучени во законски надзор на спроведување на законите да шират небулози. Би сакал да ги прашам според кои законски акти секретарот на било која општина носи решенија за уривање или пак управни акти за поништување на такви решенија. Поради тоа што моето име е ставено во политички контекст, би го поставил и прашањето според кои закони за кои можеби не сум свесен политичките партии носат решенија за уривање или пак истите ги укинуваат. До загрижените лица од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија кои ме споменуваат на пресконференции би им порачал дека има теми кои не треба да се користат за собирање на ситни политички поени и во таа насока апелирам да не се злоупотребуваат верските чувства на граѓаните, бидејќи јас како човек не ги делам луѓето според својата вероисповед. На така наречените новинари од порталот Инфомакс и други портали кои синхронизирано со некои политички партии шират невистини, клевети и навреди, би им порачал дека треба да разликуваат што е секретар на општина, што е генерален секретар, а што е државен секретар и кои се нивните ингеренции.
и за сите други клевети, согласно законот, ќе следат соодветни правни акти. Коцевски исто така вели дека засега не може да има уривање на крстот, бидејќи Тетовско-гостиварската епархија има поднесено жалба до второстепен орган. Što drugi den je noće silno svirat zemljata, ja zatresuva. Da pan kaj što bije tamo dobro mi je, vino kaj što blika zemljata od pesni vrije. Što drugi den je noće silno svirat zemljata, ja zatresuva. Da pan kaj što bije tamo dobro mi je, vino kaj što blika zemljata od pesni vrije. Što drugi den je noće silno svirat zemljata, ja zatresuva. Da pan kaj što bije tamo dobro mi je, vino kaj što blika zemljata od pesni vrije.
Зачудува фактот што Европската Унија ги поддржува отворените негаторски политики на една од своите членки која отворено ги загрозува основните постулати врз кои се темели Унијата. За жал, преседанот станува правило во однесувањето спрема државите кандидатки за членки на Унијата. Се вели во отвореното писмо до државите членки на Европската Унија и Соединетите Американски држави, подпишано од околу 80 интелектуалци, професори и јавни личности. Дури и во 21. век, во време на широки човекови права и слободи, македонското прашање е се уште актуелно и е во фокусот на Европската Унија и Соединетите Американски држави. Доказ за тоа е утврдената преговарачка рамка за Македонија. Како членка на Унијата и широко поддржана од Брисел, Бугарија бескрупулозно ги блокираше македонските заложби за членство. Оваа политика на Софија е прецизирана во два документи: Бугарската национална доктрина за 21. век, објавена 1997 година, и вториот нејзин дел, Национални стратегиски програми, објавен 1998 година. Во нив е очигледен бугарскиот нагласен национал-шовинистички однос кон Македонија. Во овие документи се прецизирани големо бугарските аспирации и стремеж кон Република Македонија. Тоа е нивна стара доктрина уште од 19. век, без никакви издржани аргументи. Таа се базира на непризнавање на националната посебност на македонците, кои што се третираат како бугари. Бугарската држава го негира постоењето на македонскиот народ и македонскиот јазик, историја и култура, го негира македонскиот национален идентитет. Оваа бугарска државна стратегија е денес поактуелна од било кога. Подготвена е од бугарските квази-научни кругови, предводена од Бугарската академија на науките. Најшироко е поддржана и од сите политички фактори во земјата. Споменатата бугарска национална доктрина представува латентен генератор на нестабилност не само на Балканот, туку и во цела Европа. Нивната неспорна цел е бугаризација на Македонија, што е невозможна мисија. Жалосно е што сите научни институции и политички структури во Бугарија посветено работаат на реализација на овие безсмислени цели. Имајќи го сето ова предвид, најприродни се нужни и неизбежни отпорот и жестокото противење на македонците и сите други граѓани за внесување на бугарите во македонскиот устав. Не може и е апсолутно исклучено еден од конститутивните народи на Македонија да биде дел од бугарскиот народ, кој што како дел од фашистичката Антанта ја имаше окупирано земјата во Втората светска војна. Токму во борбата против бугарските фашисти беше создадена современата македонска држава. Од тие причини нема и не може да има место за бугари во македонскиот устав. Исклучок е можен единствено доколку тоа се направи на реципрочна основа, со внесување на стотици илјади македонци во уставот на Бугарија. Тие се малцинство изложено на вековен геноцид, кое не ужива никакви општо признати универзални права. Во Македонија пак според последниот попис официјално има 3504 бугари, кои ги уважуваат сите права. Нема држава во светот која во уставот става толку малубројно малцинство. Зачудува фактот што Европската Унија ги поддржува ваквите отворени негаторски политики на една од своите членки, која отворено ги загрозува основните постулати врз кои се темели Унијата. За жал, преседанот станува правило во однесувањето спрема државите кандидати за членки на Унијата. Силно сме уверени и очекуваме дека меѓународните фактори, Европската Унија и Соединетите Американски држави ќе реагираат во духот на копенхагенските критериуми, повелбата на Обединетите нации, почитувањето на човековите и малцинските права на македонското национално малцинство во Бугарија и Грција, се вели во отвореното писмо. Da te posvršam, strojnik ja si pratim, da
Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Митс, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Второ лето помина, како чекаме. Sada doјде денот ние да се семеме. И тој ден ни огреа, радост донесе. Срца наши денес ние ќе крунисаме. Сите нека пеа, сите нека играт, нека се опијат. Ваква свадба никој до сега не правел, нека ја забавнат. Еднаш вака славам, еднаш вака правам, пари ја снежам. Сега само дајте, тугнете, ајде, еднаш јас живеам.
играт, нека се опијат. Ваква сота никој до сега не правил, нека ја запамтат. Еднаш вака славам, еднаш вака правам, пари јас не жалам. Сега само дајте, дупнете, ајде, еднаш јас живеам, еднаш јас живеам. Голем број тетовци реагираат на селективноста во ослободувањето на јавните површини кои се узурпирани од тезги, летни бавчи и слично, откако се пофалија од локалната власт дека се остранети 20 на киосци. На пресконференција на прашањето како ќе се остранат и другите нелегални продавачи на импровизирани тезги, летни бавчи на тротоари и јавни површини, градоначалникот Билјал Касами на последната годинешна средба со новинарите рече дека тоа е постојана и секојдневна борба. Нашите инспектори се секој ден на терен, но за жал поради фактот дека со години и со децении наназад се научени да ги зафаќаат и узурпираат јавните површини, некои секој ден ги тргаме, утредента тие пак се вратени. За жал и тука не се јасни надлежностите на општината, затоа што во поголем дел не можеме да интервенираме без поддршка на полицијата, а за жал полицијата не помага во насока на нашиот интерес да имаме уреден град, да имаме чисти тротоари и чисти улици. Значи се додека нема продолжување на процесот на децентрализација во делот на проширување на ингеренциите на градот, и во овој дел ние не ќе можеме посериозно да се соочуваме со овој проблем, затоа што, како што реков, ние секој ден ги тргаме и секој ден се враќаат пак назад, затоа што општината нема можност поригорозно да интервенира и да ги казни несоодветните граѓани, истакна Касами. Градоначалникот вели дека нема доволно соработка со централната власт. Законот за комунална полиција е заглавен во владата, а изрази надеж дека последните избори ќе има подобра комуникација. За жал, ние еве во моментов прекинавме со расчистување на јавните површини, затоа што последните обиди да се продолжи со акција не ни беа успешни затоа што полицијата не бојкотира. Во 2 наврати излеговме на терен, полицијата место да асистира на општинската инспекција, полицијата едноставно стоеше и индиректно ги поддржуваше узурпаторите. Општинскиот инспекторат подигна десетици киосци на улица Димо Гавровски Кара, па сега се анализира дали ќе се пробие улицата и ќе се спои со булеварот или ќе се преуреди просторот.
Во новата година ќе почне да се гради филтер станица за отпадни води, примарна и секундарна канализациона мрежа во градот и селата во рамките на општината, најави градоначалникот на Тетово Билјал Касами на пресконференција. Тој посочи дека секторот за централно финансирање и исклучување на договори при Министерството за финансии го објави тендерот, а смета дека тоа е дојдено поради големите напори на сегашната општинска администрација. Предходните раководители на општината во 2 мандати, освен апликација и подготовка на проектите, не превзедоа никакви понатамошни чекори во насока на следење на процедурите за успешно затворање на овој проект, оставајќи го пред неуспех и не давајќи никаков отчет пред граѓаните и пред меѓународните институции, кои се многу строги во овој поглед. Со нашето доаѓање на чело на општина Тетово, веднаш ги започнавме процедурите за продолжување на овој многу витален проект за Тетово и за околните села, за на крајот да го решиме проблемот со канализацијата во Тетово и селата вклучени во овој проект, истакна Касами. Градоначалникот се пофали дека општината постапила за околу 1400 предмети за експроприација во рекордно време, но ова се работеше само неколку месеци, додека претходното раководство 5 години не успеа да реши ниту еден предмет затоа што целта им беше да ги крадат луѓето, а не да прават нешто добро за нив како и за жителите на околните села. Замислете, ги имаа на располагање сите механизми да го реализираат овој европски проект на време, но гледаа само на нивниот личен интерес и огромните придобивки. Нема да застанеме само со овој голем проект, туку ќе продолжиме да аплицираме до сите релевантни европски и меѓународни институции за да се подобри инфраструктурата во општина Тетово и да се обезбеди подобар живот на граѓаните. Сакам и да им се заблагодарам на граѓаните кои соработуваа со нас околу експроприацијата на нивните имоти и што сватија дека овој проект е од витално значење за сите нас, истакна Касами. 3 месеци ќе трае процедурата за доставување на документи и понуди, потоа следи 3-месечен период на евалуација, пошто ќе следи избор на фирмите кои ќе работаат. По изборот и 1 месец за подготовка фирмите ќе имаат рок од 2 години за реализација. Старата тетовска депонија во близина на Фалише, која се расчистуваше во 2019 година, е место предвидено за пречистителна станица за отпадни води. Расчистувањето на депонијата се направи со финансирање од владата на Кралството Норвешка. За градење на пречистителната станица, 2 колектори и нови катализациони мрежи добиени се од средствата од ИПАРД фондовите во висина од 30 милиони евра. Nena,
Čovek su što srce ke ti zeme. Begaj ženo s očina crna, tvoj sunduj trajnog ta crna. Begaj, begaj, begaj ti so vreme, Jani zori vetrotke me zeme. Begaj ženo s lice od svila, žeškalama sum za tvojite krilja. Со старото градско битолско оро пештрев низ играта на младите девојки од културно-уметничкото друштво Илинден, облечени во староградска носија, во духот на културата и традицијата, од срцето на старата чаршија, започна 9-дневната програма на битолската зимска приказна. Помеѓу битолските дуќанџи, занаетчи, негувачи и промотори на значајните историски обележја на градот, градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски ги најави програмските содржини кои годинава ќе се реализираат на две локации, во старата битолска чаршија и на платото на офицерскиот дом. Како дел од програмските содржини, градоначалникот Коњановски заедно со децата од детската градинка Мајски цвет и раководителите од македонски ракотворби беше дел од настанот заедно да ја накитиме елката, со што чашиската елка се повеќе блеснува со посебен сјај кој што доликува на просторот на кој се наоѓа. Во овој контекст, градоначалникот Коњановски најави дека во соработка со приватниот сектор, воспитно-образовните институции, домашните уметници, изведувачи и представници на невладиниот сектор, општината продолжува да действува во насока на содржинско збогатување и културно-туристичка промоција на Битола. Трета година поред општина Битола заедно со своите соработници ја организира предновогодишната програма насловена Зимска приказна. Годинава имаме дисперзирање на програмските содржини на две локации, а овие 9 дена ќе бидат исполнети со програма за сите генерации. За најмладите ги вклучуваме детските градинки, училиштата, организираме дружења со Дизни маскоти, музички точки од детските фестивали, детски театарски представи и возот мечо како дополнителна атракција за децата. Во музичкиот дел фокусирани сме на најголем дел на наши домашни изведувачи, при што ќе проследиме настап на повеќе битолски музички групи, меѓу кои Фонтана, Боеми, Деспина и многу други. Ги имаме паркети, Код 369, Виктор Апостоловски, Ламбе Алабаковски. Имаме гостување на Владко и оркестар Златко Миладиновски, Миле Кузмановски. Го имаме камерниот оркестар на Битола со нивниот најнов проект Jingle Bell Symphony, а новата година ќе ја дочекаме со култните Чоканче, битолскиот дувачки оркестар и стендап комедија со Маријан Георгиевски, изјави градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски. Целодневната програма за зимска приказна ќе трае до дочекот на новата година, а програмскиот концепт ќе биде заокружен со настанот први на први и полноќното искачување на битолските планинари на Пелистер во организација на Олимпус Монс.
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Malo imome,
Од 1. јануари 2024 година почнува стопанисување со отпадот преку јавно-приватно партнерство во Тетово, па ќе има промена на методологијата на комуналните сметки, најави градоначалникот Билјалка Сами. Висината на сметките за комунални услуги останува иста, а за тоа има државно регулаторно тело. Промената е во тоа што наместо по глава на жител ќе се наплаќа по квадратен метар. Досегашната методологија по глава на жител не беше правична за граѓаните, затоа што повеќе фамилии кои воглавно се и посиромашните плаќаат повеќе, а тие што имаат поголем стамбен и деловен простор плаќаат помалку. Сега со новата метода по квадратен метар ќе се направи проценка и пресметка на фактурите за отпад. Цениме дека ќе биде поправедна за граѓаните, значи нема да има промена, само ќе има промена на методологијата. За подобро снабдување со вода за пиење, општината има подготвено физибилити студија. Од таа студија се произлезени повеќе заклучоци, рече Касами, и најави дека треба да се инвестира во промена на дотраениот главен цевковод. Второ, смена на краците на мрежата за вода во градот, бидејќи се губи многу од водата. И трето, како заклучок е излезен дека треба да се инвестира во делот на водомерите, каде што се губи водата во делот на загубата од несовесните граѓани. После јануарската сесија на Советот, каде се надевам дека ќе се усвои оваа студија и заклучоците, одма ќе почнеме со подготовка на техничката документација и да видиме како ќе се финансира реконструкцијата на дистрибутивната мрежа, најави првиот човек на Тетово. Што се однесува до јавната чистота, тој рече дека сега кога приватниот концесионер ќе почне со работа, ќе започне и подигање на отпадот. Комуналното предпријатие ќе се посвети на подигање на свеста на граѓаните во делот на јавната чистота, како и одржување на јавните површини, паркови и зеленило. Aida, oj me ano, aida, oj me, aida, oj me ano, gorni odboroj, aida, oj me ano, gorni odboroj, gorni odboroj, ano, gorni odboroj, gorni odboroj, ano, čaršijata, čaršijata. Dej gidi ano mori belajano, dej gidi ano mori belajano, of jano, 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 dej gidi belajano, jano, jano mori pustajano. Shamia, shamia, yano anteria. Ti dajano siš, yano, ti dajano siš, ti dajano siš, yano, jaz da te gledam. Ti dajano siš, yano, jaz da te gledam. Jano, 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 dej gidi belajano, jano, jano, mori pustajano.
ti prilega. Da si puknad Jano, da si puknad Jano dušmanite i mojite Jano i tvojite. Te gidi Jano mori bela Jano, te gidi Jano mori bela Jano, of Jano, 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 te gidi bela Jano, Jano, Jano mori pusta Jano. Основното јавно обвинителство Тетово донесе наредба за спроведување истражна постапка против 59 годишен жител на Челопек, кој лиши од живот 2 лица, а се обидел да убие уште 4 лица од истото семејство. Осомничениот се сретнал со оштетените кога излегле од дворот на куќата и започнал расправија за пат кој го користеле заеднички и за кој и претходно имале несогласување. По расправијата, осомничениот извадил пиштол кој го поседувал без дозвола и започнал да пука кон оштетените. Едниот од нив возвратил со истрели од огнено оружје за кое имал дозвола, но осомничениот ги лишил од живот двајцата оштетени, татко и син. Потоа продолжил да пука и кон останатите 4 лица, нивни роднини, нанесувајќи му огнострелни повреди на еден од нив. Кога на местото пристигнале припадниците на секторот за внатрешни работи Тетово, осомничениот давал отпор и не сакал да се предаде, но бил совладан и лишен од слобода. Истрагата за него е поведена за кривично дело убиство, а ќе одговара и за убит за убиство, како и за недозволено држење на оружје. По предлог на јавен обвинител, судијата на претходна постапка од Основниот суд во Тетово му определил мерка притвор во траење од 30 дена.
moja večerva, lična ena i ubava. Duete topčaneco, samo jedna ne saka, site novi uavi, saka da se ne govi. Marketing. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
Норвешката компанија Normac Investment Group, која управува со технолошко-индустриската развојна зона во Тетово во пресрет на новата година, донираше новогодишни пакетчиња за сите ученици во подрачното училиште Братство Миѓени во Сарачино. Сите овдешни деца, помали од 6 години, информираат од училиштето. Донацијата и настанот е по иницијатива на местната заедница Сарачино. Овој хепенинг ги израдува детските срца и го разубави крајот на првото полугодие од оваа учебна година, порачаа од училиштето. Новогодишни пакетчиња добија околу 150 ученици до 9-то одделение и сите помали деца од 6 години од село Сарачино. Хармоника и гитара, дајте една песна стара, се дозори да се пее. Па да дојде друштво старо, да налее чаши вино, љубов да се разлее. Дајте, браќа, вино, музика, да се пее, да се заигра. Песна наша кафана живот минува. Дајте, браќа, вино, музика, нам кафана ние судина, тука ние се радуваме, да ги наши си лекуваме. Македонки моми да заиграт, да запеат, душа да развеселат. Срце сака да е живо, само така му е фино, спомени да живеат. Дајте, браќа, вино, музика, да се пее, да се заигра. Песна наша кафана живот минува. Дајте, браќа, вино, музика, нам кафана ние судина, тука ние се радуваме, да ги наши си лекуваме.
Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио. А на самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Прстенот на Сулејман. Ви посакувам пријатен ден. Прстенот на Сулејман. Било тоа или не било, освен Бога, никој не знае. Еднаш во еден град си одело по улица едно момче. Одеднаш слушнало како некој дервиш вика: кој ќе го купи чаршавов за 100 дирхеми, никогаш нема да осиромаши. А момчето во джебот имало само 100 дирхеми. Но тој многу сакал да го купи чаршавот, па затоа отишол кај дервишот. Се поздравиле, а дервишот му рекол на момчето: потребно е само оној што го поседува чаршавот да го постеле, и на него ќе се појават многубројни јадења, се што душа ќе ти посака. И пилав, и месо печено, и супа, и раженчиња. Момчето му платило на дервишот 100 дирхеми, го зело чаршафот и заминало дома. Кога стасало, го послало чаршафот, зашто било многу гладно и сакало да јаде. Но кога што ќе види? Се појавиле мачка и глувче. Ќе ги оставам, решил тој. Кога и да е, ќе ми притребаат. Потоа седнал и почнал да јаде од јадењата што му се допаѓале и за кои сонувал. Откако се најал, го здиплил чаршафот и си рекол: убаво би било да пропатувам. Така тој излегол низ градските порти и тргнал да шета по светот. Се дури не запрел на брегот на некоја река. Токму тука се појавил некој дервиш и му предложил на момчето да го замени чаршафот за некаков прстен. Момчето прашало за тајната на прстенот, а дервишот му рекол: ако го протриеш прстенов, ќе се појават 4 роба и ќе ти ја исполнат која било желба. Му се допаднал предлогот на момчето и го заменило чаршафот за прстенот. Само што се оддалечил дервишот на 100 чекори, момчето го зело прстенот, а тоа бил прстенот на Сулејман, и го протрило со прстите. Тогаш пред него се појавиле 4 бели роба. Момчето им наредило веднаш да му го одземат чаршафот на дервишот. Тие го послушале и насила му го зеле чаршафот на дервишот. Момчето го ставило прстенот в джеб, го зело чаршафот под мишка, но повторно се појавил дервишот и му рекол: иако ми го зеде со сила чаршафот, ми се допаѓаш, па ти предлагам да го замениш чаршафот со моето точило. Момчето прашало за тајната на точилото, а дервишот му одговори: ќе го удриш од земја и на тоа место ќе се појави висок дом, богато уреден. Момчето се согласило и го заменило чаршафот со точилото. Не поминал дервишот ни 100 чекори, а момчето го зело прстенот, го протрило со прстите и пред него се појавиле 4 робови, а момчето им наредило веднаш да му го одземат чаршафот на дервишот. Робовите не чекале, ами веднаш му го одзеле на сила чаршафот на кутриот дервиш и му го донеле на момчето. Момчето повторно тргнало на пат, се дури не се нашло на некое место каде воздухот бил пријатен, а изворите шумолеле. Удрило момчето со точилото по земја, а пред него се појавил дворец каков што никој дотогаш немал видено. Влегол внатре и го протрил прстенот. Тогаш пред него се појавиле 4 роба на негова заповед. Потоа го послал чаршафот и се најал, па им рекол на робовите да одат кај шахот и да го поканат на гозба. Робовите го послушале и го поканиле шахот со својата свита. Шахот бил добар човек и се согласи. Така еднаш кога времето било убаво, тој тргнал со својата свита во рамнината и уште оддалеку го видел високиот дворец. Шахот и неговите везири влегле внатре и се вчудо не виделе, зашто никогаш до тогаш не виделе нешто такво. Момчето го послало чаршавот и на него се појавиле разни јадења. Шахот уште повеќе се зачудил. Робовите пак ги служеле гостите.
Поручекот, Шахот и неговата придружба се простиле со момчето и го напуштиле дворецот. Шахот бил мудар човек, па му текнало дека сето тоа богатство доаѓа од прстенот на момчето. Потоа почнал да размислува како да го украде волшебниот прстен. Еден од везирите на Шахот имал ќерка која била многу убава. Тој решил да ја запознае со момчето. Па така една вечер везирот и рекол на ќерка си: "Оди и укради го прстенот кога тој ќе заспие." "Во ред," одговорила девојката и тргнала кон дворецот на момчето. Девојката многу му се допаднала на момчето. Легнале тие да спијат. Наскоро девојката се разбудила, го зела прстенот од неговиот джеп и се вратила дома. Момчето се разбудило и видело дека ја нема девојката. Ја ставило раката во джебот за да ги повика робовите, но прстенот го немало. Тој станал многу тажен, седнал во аголот и ја наведнал главата. Но тука од здиплениот чаршаф излегла мачката. Отишла кај него и со тивок глас му рекла: "Ќе ти кажам," му рекла таа, "како да си го вратиш прстенот." "Во ред, ќе ги следам твоите совети," одговорило момчето. На полноќ стави му на глувчето на опашката црн пипер и испрати го во домот на везирот. Кога ќе легне ќерката на везирот, ќе го стави прстенот во уста, за да не може никој да ја го украде. Глувчето ќе стави опашката под носот на девојката, а таа од црниот пипер ќе кивне и прстенот ќе излета од устата, а глувчето ќе ти го донесе. Се израдувало момчето и ја бакнало мачката. Вечерта тоа му ставило на опашката на глувчето црн пипер и го испратило во домот на везирот. Глувчето кришум се вовлекло во собата на девојката. Видело дека прекрасната девојка лежи во својот кревет како да е букет цвеќе. Се приближило и ја приближило опашката до нејзиниот нос. Одеднаш девојката силно кивнала, а прстенот излетел од нејзината уста. Во тој момент глувчето го фатило прстенот и му го однело на момчето во дворецот. Момчето било бескрајно среќно. Потоа го протрило прстенот на Сулејман и пред него се појавиле 4 бели робови. "Одете и веднаш доведете ми ја ќерката на везирот," им наредило. И во тој момент девојката се појавила пред него. Тој ја прашал: "Што стори?" Девојката пак почнала да плаче и да бара прошка. Момчето ја бакнало и ја простило. Таа станала негова жена, а тој нејзин маж. Така се исполниле желбите на момчето, па нека се исполнат и вашите. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.